Flash International на ТВ Стар. Ова се најновите информации од светот. Следете не. Во Венецуела су апсени тројца генерали под обвинение за планирање на државен удар против левичарската влада на председателот Николас Мадуро. Генералите од венецуелското воено воздухопловство биле во контакт со опозицијските политичари и се обиделе да го придобијат военото воздухопловство за да се спротивстават на легитимно избраната влада. Арапската лига нема да го признае Израел како еврејска држава. Беше одлучено на самитот во Кувајт на кој присуствуваат 22 арапски земји, пренесува Ал Джезира Балканс. Израел го побара признавањето како услов за помирување со палестинците, а израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху рече дека проблемите ќе продолжат се до признавањето. Во предлог резолуцијата на арапскиот самит се апелира арапските земји да обезбедат по $100 милиони месечно финансиска помош за палестинците. Речиси 24.000 лица ја подпишаа петицијата за присоединување на Алјаска кон Русија, пренесува руската агенција РИА Новости. Доколку петицијата собере над 100.000 подписи, председателот Барак Обама ќе треба да одговори на ова барање. Обезбедување вредно $500 000 и 1200 полицајци ангажирани за 24-часовната посета на американскиот председател Барак Обама. Обама во Белгија денес присуствуваше на состанок на самитот на Европската унија и САД, а неговата делегација броеше 1000 лица и 200 новинари. Тој неговата придружба при оваа посета на располагање имаат вкупно 5 авиони, 2 транспортери и 5 воени хеликоптери, 2 лимузини, 10 автобуси, 35 автомобили и возило за брза помош. Административниот суд во Анкара ја поништи одлуката за укинување на Твитер. Одлуката на судот доаѓа по повикот од Обединетите нации во кој се вели дека Турција ги нарушува меѓународните обврски во областа на човековите права со забраната на оваа социјална мрежа. Останува одлуката да помине уште на Уставниот суд, пошто турскиот телекомуникацијски регулатор ќе го одблокира Твитер во оваа земја. Тоа беа најактуелните вести од светот. Следуваат регионалните вести на ТВ Стар.